الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما بعد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بخواتمها. Благодарност, слава ја му припаѓа на Аллах Джелле Джелалуху, додека салават, селам, мир и спас и благослов му припаѓаат и му донесуваме на неговиот пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Примеров кој сакам да ви го пренесам до вас е доста поучен. Тој е впечатлив. И за оние кои имаат ум и разбир, тие ќе земат поука. Кажува дека ако човек истраи во својот живот на добри дела, Аллах Джелле Джелалуху, Аллах Субханаху ва Та'ала ќе му даде на крајот од својот живот да има добра завршица. И ова кажува дека се е можно и Аллах е кадар за секоја работа. Кажува еден шејх дека тоа му го пренесал еден доктор. Значи, замисли, овој пример му го кажам доктор. Дека ке нас во болница донесува итен случај. Донесува итен случај на жена со амбулантна кола, која доживеала инфаркт и која донесува жената, гледавме дека беше при крајот од овој живот. Значи, жена е готова вече, ќе напушта дуњалу години ахирет. Зедоме апарати за шок да повратат во живот, кога гледаме полека апаратите сгасна. Жената им умре. На лекарите им умре врација и ја оставија. Не помина, вика, една минута. И кога жената стан вид, крема прст кон небо, изговара ашхаду ан ла илаха илlallah ва ашхаду анна Мухаммедан абдуху ва расулух и повторно реквит, изгасват. И завршува. Докторите се фашат за глава, се чудат. Оваа жена беше умрена. Апаратите прекинати. Повторно почват полека да работат, се враќа неколку минути, односно неколку секунди, неколку мигови во живот. Значи, подстанува, како што е легната на болнички кревет, на апарати, станува ашхаду ан ла илаха илlallah ва ашхаду анна Мухаммедан абдуху ва расулух, изговара шахадат и испушта душа. Сите тука кои беа во сала присутни останаа зачудени. Жената почина. Ја зеде фамилијата и ја погреба. Меѓутоа, овој доктор не беше минен. Тоа во живот никој пат не му се случило. Па го побара мажот од жената. Мажот од покојната. И вика, те барам да пиме до кафе и да ми раскажеш за твојата жена, бидејќи ти не знаеш што се случи со нас во сала. Ти само ја донесе и кога почина, се престани на ахирет, дојде, ја седе и ја погребавте. Му раскажав што се случило. Дека умрена, апарати прекинати
da работат, та со кренат прст кон небо, ешхаду ан ла илаха илlallah, ва ешхаду анна Мухаммедан абдуху ва расулух, и умре. Тоа е чудо. И вели сега мажот на жена. Рече, мојата жена беше многу послушна жена, многу побожна жена. Со неја сум во брак 37 години. 37 години. Нема оставено ниту една ноќ без да клања ноќен намаз. Не оние фазовине, сабах, полдник, инди, акшенеција, туку ноќен намаз, доброволен намаз, ноќен намаз, освен во оној период кога таа е нечиста, кога таа има месечен циклус. 37 години секој пат клањаше ноќен намаз. И затоа Аллах Азза ва Джел ја почести да има таква умирачка со шехадот во уста. Бидејќи постои хадис на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем кој гласи: "Мен кана ахиру каламихи мин ад-дунја ла илаха илlallah дахала ал-џанна." Чии последни зборови од овој дуњалук, преселувајќи се на ахирет, последни зборови бидат ла илаха илlallah, ќе влезе во џеннет иншаллах. Значи, незиниот ноќен намаз, незиниот ибадет на Аллах џелле џелалуху прави да оваа жена на крај како да умре во една многу убава состојба со шехадет во уста и Аллах да ја врати повторно душа да изговари ла илаха. Тоа покажува дека иннама амруху иза арада шејен ен јекуле леху кун фејакун. Кога Аллах џелле џелалуху сака нешто да биде, само ќе рече кун фејакун, биди и ќе биде. Таа жена беше умрена, лекарите утврдија дека умрена, меѓутоа Аллах пак ја врати душа, само да изговори шехадет и така умре. Тоа е знак дека умрела со добра завршница и дека кај Аллах џелле џелалуху иншаллах ќе има висока позиција. Ние знаеме дека пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем како рече: "Афдалу сала ба'да ал-мактуба салатул лејл." Најдобар намаз после фарзовите е ноќниот намаз. Зошто ноќниот намаз? Бидејќи ноќниот намаз е најискрен, е намаз кога другите спијат, а ти правиш ибадет на Аллах џелле џелалуху, а тога Аллах џелле шану најпоче те сака. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.